Добар вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Данс е макабре со своето 475-то издание. И во Данс е макабре постои еден серијал на епизоди кои ги насловувам Раритет, во кој приложувам анализа на нови албуми од домашната музичка сцена. И овој серијал беше започнат пред се потребата да се дискутира за квалитетите на домашната музичка сцена, пред се по секоја цена, затоа што не е дозволено присуство на гости во просториите на МТВ се уште, кај што се наоѓа радиото на Канал 103, и поради тоа не можеме да го реализираме тоа веќе установено долгочасовно интервјуа кои што ги водев со нив предходните сезони, кај што може да имате непречен пристап до механизмот и процесот пред се на создавање и на снимање на материјалот. Поради овој удар на кој претрпува емисијата, се уште решив да зборувам за сето тоа што настана во ковид кризата во нашата држава пред се на музички план, и издвојувам 4 албумски остварувања од различен музички жанр, кои што допира до музичките стилови кои ги негува пред се оваа радиостаница, па затоа овие изданија го носат тој поднаслов Раритет, кој пред се однесува на музичките раритети какви што ги поседува нашата сцена, и ние треба да сме горди што тие никнуваат на оваа почва. Данс е макабре има за цел да ги негува и слави, но и да ги куди, ако има потреба, се разбира, од тој чин, затоа што тоа е пред се функцијата на музичката критика, да ги посочи аномалиите за во иднина, да не подлегнуваме на нив и да не се случи да се преснимува еден ист албум само со различно име. А денес ќе ви говорам за еден хип-хоп албум, еден прогресивен рок-н-рол албум, еден пост-панк албум и едно инструментално дело, односно ќе ви говорам за новите албуми на Чиста околина, за Стефан Петановски, за Луфтханза и за Кусман. На почетокот на емисијата слушнавме 3 композиции од новиот албум на Чиста околина, односно ја слушнавме Изморена авангарда, каде што гостува и Горан Таневски, и се разбира ја слушнавме Се играме со рапот и Пренеси го зборот. Во продолжение ќе слушнеме и композицијата Чиста пропаганда, каде што Чиста околина се работува со Бернойс пропаганда, и потоа се враќам во за да ви говорам конкретно за албумот Изморена авангарда на Чиста околина. Данс е макабре е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Туку уметниците се вистински херои, а не политичарите, и целта на емисијата е да се доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Конечно вечерва ќе можеме да ја водиме непречено емисијата благодарение на отстранувањето на полицискиот час. Така што вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 475 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е макабре, 475-то издание, именувано како Раритет број 7, односно издание посветено на нови и пред се актуелни албумски остварувања од домашната музичка сцена, а можете да слушнете неколку одлични извадоци од албумот Изморена авангарда, кој што го издадува Чиста околина оваа година, односно станува збор за хип-хоп бенд кој што започнува со својата активност уште од 1989 година во Скопје, а во 91 тие веќе почнуваат да настапуваат под називот Чиста околина. Во 1995 година групата го снима сега веќе култниот албум Новиот аспект на старата школа, во кој што пукаат со Пуздер, Јас сум шеф, Во потрага по корените и Ептен добри во студио. Во овој век повремено се реобединува со неколку членови и настапува на фестивалите, снимија и неколку синглки и им направија неколку соработки кои што може да ги пронајдете и веќе да ги слушнете на ова албумско остварување, на кој што Самуел Петревски Царот, Ристо Солунчев Ицко, Јане Јосифовски, Виктор Георгиев Виджи, Смилен Димитров, Лука Ѓорѓиевски ги позајмуваат нивните гласови со гостување на Кристина Горовска-Тина, Горан Таневски, Елена Васова, Диджеј Славе, Владимир Пешков, односно Ели Пистолеро,
Сеат Хаджик Сецко е на гитара, Ѓоко Максимовски Џоле е на бас, Гоце Стевковски е на тапани, а продуциран и миксан е албумот од страна на Гоце Трков, диџеј Гоце и Ивица Јанкуловски Штраф, продуцент на албумот и Оливер Димитров. Автор на обивката е реномираниот сликар и графички дизајнер Атанас Ботев, кој што гостуваше во едно од изданијата на Дансе Макабре. Тој има и една гигеровска биомеханичка машина со еротски набиен тенк, ако може така да ga условам. Овој негов нацрт футуристички и фантазмагоричен, кој што е прекрасно реализиран од Ботев. Многу ме радува што сите можни аспекти на создавање на една композиција, пред се и бунтовните елементи, и битовите, и инструментариумот го свират, се миксаат другите елементи, па и себе си дури доаѓаат во сегменти да миксаат собствени семплови од претходно издадениот албум, соработуваат со автори од друга провениенција музичка пред се, а се уште е задржан нивниот курч на општествените аномалии, ако можам така да го условам, наоѓајќи соодветни пред се соборци во достигнување на таа критика која што е насочена на масата која што го создава ова општество во кое што ние живееме, за кој што секогаш можеме да се потпреме за нерафинираниот поглед кој не е низ розови очила пред се. Старци е композиција која што го почнува албумот, еден spoken word бловет со спорадичен ритам, со кој се демистифицира уделот на уметникот, односно поетот, кој што допира далечини со собствениот ракопис, кои се непоимливи за многумина, затоа што пред се возрастни луѓе се збираат во една просторија и творат, што не би било јасно за многу луѓе кои што не се заинтересирани за екзистирањето на уметноста, и со тоа би биле пошупливи битија. Надополнета е со црковно пеење со помош на хармониите кои што се изведуваат, композиција која ја слави потребата од собствен израз и израз пред се уметнички. Изморена авангарда е композиција која што започнува "Абе пичкави матер", кој е првиот стих со кој што е отпеан на албумот, што значи дека острината воопшто не е изгубена уште од првиот стих. Имаме една Cypress Hill-овска дисторзија која што се акцентира во оваа композиција со фонот Зурли и Гајди, додека не стивне рок-н-рол аспектот и го слушнеме и како пред се продира гласот на Таневски, пред Ецко да ни ја прераскаже историјата на нашата авангарда, на која денес допишуваме само, наместо да додадеме авторско, односно да создадеме нешто собствено и да ставиме свој печат и подпис. Оваа композиција сведочи токму за губењето на забите, на тие што треба да бидат авангардата, тие што треба да ја кршат правилата за да се рефлектираме на нив и да се создадат нови облици и форми. Трета композиција Малку поети, Гоце Смилен и Пистолеро ги забележуваме во ефект, кој на old school бит пред се говори за љубовта кон градот и творењето во него, еден пред еден моќен грол да го отпочне рефренот со препознатливите брас секции во позадина кои што се смиксани. Смилен се надоврзува со позадина од пијано пред да експлодира битот, го се семплува домашни свинг, нели секвенции, и тоа што ме израдува, всушност се семплува чиста околина и прекрасниот стих, ќе го расветлам вистинското лице на квази уметниците. Композиција за потребата од рапери кои ќе имаат поетски израз, која делува како буквално да се наоѓа или на албум на Пистолеро, или на албум на чиста околина, така што може своето место да го најде и на двата. Си играме со рапот, славниот сега веќе Курташак, кој го наведе реобединувањето, односно двобојот од тробојот фактички од Виджи, Ицко и Самуел, кој што се пренесува додека се развива дисторзијата во позадина, повикувајќи на играње со рапот, на цврст ритам, кој што се рапува, дури и има автореференцијално се извинувам на враќање на "Тоа е така", и има еден гитарски лид со женски вокал во ехо, кој ја прогонува композицијата пред да влезе Ицко со позадина на бас и повика тапани на, односно го повика самото громогласно доаѓање на ритамот.
нема веќе рап, раперите се мртви, е на моќна клаузула која е контрадикторна сама по себе, затоа што тие се доказ дека се уште постои хип-хоп кај нас. Ете го, Чајот е еден скит кој што го засекува албумот на половина, за Чајот кој личи на крв на зајак, во позадина се разлекува ориентален бит, додека се разговара за малограѓанското летување, пред се не баре слушам Set the Controls for the Heart of the Sun на Pink Floyd како се разлева во позадина на овој скит. Шеста композиција Стакло дете, принцот од припоред тука да не торпедира во 21 век, еден провинцијски трап на дијалект, ако така го условувам ова излегување на Стакло дете. Баба е Висока Топола, дедо е Френсис Форд Копола, се стихови кои што игриво најавуваат рефренот, односно играта со римите се присутна во оваа композиција, што можеби не е толку својствено за Чиста околина, но убаво што се пробаа со сите модерни текови, смејќи се дури насреде композиција на мекото Л. Чиста пропаганда е композицијата која што е подреден број 7, еден музички, еден предсе мизерски почеток кој се надополнува со бит кој се надоврзува на скитот со Чајот од претходно. Така што уште сум убеден дека станува збор само на итерација на Set the Controls на Pink Floyd на Sizer. Експлодира спорадичниот бит кој е надополнет со ориентален мелос, на соработка со Бернес Пропаганда, каде што Тина говори за фалусот на власта кој расте пред овците и ќе победи тој што ќе каже најдобра реплика. Еден опасен бит доаѓа од трип-хоп провениенција. Солунчев се надоврзува со еротски набој во компарациите, надополнето со хорско пење за да се долови или химничност која што прераснува во еден прекрасен дует. Осма композиција Сите лажете, започнува како едно 8-бит поигрување на Atari или на Nintendo, на кој се надополнува препознатливото римување на Чиста околина, со тоа што тука има прегласен електронски бит, се реферира дури и семпл на Чиста околина, дури има и читање на поема. Цело село ми го украде градот е сентенца која што го започнува плукањето на детеријацијата пред се на урбаното, се успорува ритамот за демистификаторот во еден фейд-аут на самата композиција и пренеси го зборот. Е деветата композиција се извина на овој албум, која што започнува со умерен бит и ориентален исламски напев, аналоген на придушениот Пуздер. Се надоврзуваат великаните од Чиста околина, подавајќи си го зборот, буквално носејќи ја римата од рака на рака, додека креираат колективен оргазам, додека балканци се наци, се дичат со наредна војна, повикувајќи опинци да се закачат на клин, односно подавањето е аналогно на Ептен Добри во студио, ама не со толку голема епска димензија како што има таа композиција. Забележуваме и оркестрација која е семплувана во позадина, постепено се подигнува битот, не баре доаѓа бура и не биди килав дабар и селјак во джевот се референци кои што се напоменуваат во оваа композиција, додека се јаде гумна за Чиста околина. Дали ќе бидеме ослободени од секаков снобизам, тоа останува самите да одлучите. Деца е 10-та композиција која што се надоврзува на собствен семпл во успорен ритам, како што започна со албумот со збирањето на старците, се продолжува тоа нижење на изјави, кај што ударот не е болка, туку архетипски осознаен миг дека е болка. Што би се рекло, материјалното не постои, туку е светлосен одраз, со филозофира за театар кој е илузија на живот и космос во поглед на нереалноста која не обкружува. Сега, тука се става на пиедестал уметноста, која е пореална од реалноста, која е непостојачка според нив, но сите сме се договориле нели дека така ќе ја именуваме. 32 минути брои ова албумско остварување. Мене лично прекратко ми делува, со оглед на тоа што неколку години претходно ги објавува синглките, но затоа ќе го преслушате неколку пати ова издание, би слушал повеќе скитови и нижење на рими секако.
Супер е тоа што се автореференцијални и се симплуваат рими од минатото, се навраќаме на нив, многу ми се допаѓа тој постмодерен потфат од нивна страна, затоа што сум израснал со нив и се ставаат овие рими во нов контекст и колку тие пред се уште се жешки во денешни рамки. Ми се допаѓа тоа што се пробаа и со трап концептот и се проширија со Пистолеро и неговиот препознатлив сега веќе бумбап кој што е белек на 2000-тите, како спрега нели на помеѓу децениите. Тоа што ми смета е краткото време траење, сакам уште повеќе од тоа трио на Ицковиџи и Самуел, како се редат со нови битови и анализира пред се реалноста во која што се давиме, тоа што го добивме си е диамант сам за себе и се надевам дека нема да чекаме уште една деценија за да добиеме нов албум. Тоа би ги замолил членовите на ова актуелна постава на Чиста околина да си го оправдат уште еднаш култното име со оглед на тоа што очајно е потребно овој квалитет да го слушаме и преценивната игривост со самите рими да биде се уште актуелна и се уште потентна на домашната хип-хоп сцена, чисто како да панот не беше наверен да иницира млади кои што повторно би се развила некаква фасцинација или воопшто љубов би се родила кон самиот хип-хоп и кон требата за искажување со помош на овој начин на урбан живот, така да го наречеме, и пред се избор на сопственото постоење. Тука ќе направиме една многу кратка музичка пауза, така што ќе слушнеме една најава за композицијата Танака, која што се наоѓа на албумот Ерос на Стефан Петановски, и потоа ќе ви говорам токму за ова албумско остварување. Така што уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре, 475-то издание, именувано како раритет број 7, а во овој сегмент ќе ви говорам за албумот Ерос на Стефан Петановски, од кој што можете да ја слушнете композицијата Танака. Станува збор за гитаристот на бендот Спектрум, на Station Innermost и на ред други проекти, кој што ја започна својата соло кариера од 2019 година, кога ми гостуваше во емисијата за деби албумот Architect of Reality, а оваа година го објави новото дело Ерос, кај што го проширува неговото експериментирање со форми и музички облици, односно покрај Стефан, негови соработници за албумот се басиста Стефан Митев, односно Стефан Алексовски на синтесайзер, Ана Петановска и Дамјан Апостоловски ги позајмуваат вокалите, мастерингот на албумот го прави Дамир Пух, а илустрацијата е на Наташа Ейнат, односно на неја може да забележиме слон, кој на неговиот грб носи небесно тело, кое е замена за буквата О од насловот, што е фино решение има зашто е избрано тоа животно, но нема да можеме тоа да го дознаеме за тоа што не е дозволен пристап на гости во МТВ, а Стефан и тоа како ќе беше повикан да пред се за разглобување на идеите кои што стојат за концепирањето на албумот. Станува збор за прогресивен рок-н-рол, односно метал, и неизбежно е нели да слушнеме од овој вешт инструменталист владењето на гитарата, но на ово дело остава поголем простор на амбиентот, односно и дополнувањата и дополнителните пред се катапултирање на слушателот во одредени пространства и стадиуми низ светот, како што можете да ја слушнете кратката најава. Танака беше композицијата која што го започнува албумот, која има функцијата на интро во делото, кој што може да наслушнеме милозвучен синт кој е надополнето од племенски ритам од Африка со церемонијален танц кој е нели продолжение со кој што е збогатен со помош на хор кој се одвестува на нешто што би го пеел, не знам, Грегоријан или Ера, што на некој чуден начин ми носи некаков си призвук на 80-тите, кај што се трагало по нели величина и транспортациони својства на музиката, нели да не речам химничност, за да заврши со наплиснување на плима
има и осека, пијано и премин во наредната композиција. Многу би ми било од корист доколку беше Стефан тука и го прашав дали танака се однесува на најстариот човек или е аниме лик во прашање или па е нешто сосема поразлично значење, но тоа нели нема да го дознаеме затоа што сме оставени со какофонија од племенски напев во колизија нели на хор. New Moon е втората композиција каде што на крајбрежјето се раѓа новата месечина. Слушаме удиралки во семејството на ксилофоните, ајде да ги наречем, но валат еден звук како да се удира на коски пред да дојде наплив на отелотворена прогресивна експлозија на дисторзија, како што доликува нели за отпочнување на едно маркантно дело. Сајзерот додава на симфоничност на творбата на која се комплетира ритам секцијата пред да запее гитарата на неправилна ритмика која постојано се менува, оставајќи простор за едно мелодично литче. Нагласениот бас одлично се вклопува за да добие делото на племенски ритам со одсечени рифови, или за да започне тоа поигрување кое Стива и Dream Theater го практикуваат и се разлеени се на сатријановска мелодија, еден лајт мотив кој ќе се провлече во неколку облици на делото, надополнет од интригантен прекашен на соло на Сајзер. Слушаме и една дуачка милозвучност наспроти засекувачките рифови, нели гитарските арпеџија се неизбежни, но него натежнуваат делото кое е пребогато со диверзитет, со различен звук. Сајзерот се врзува со и со насловната пред се композиција Ерос, трета на албумот, со најпрепознатливиот лајтмотив на него, кој си го потпевнувам на секаде кога сум ја слушнал композицијата непосредно во минатото. Значи заразно е тоа комбинирање на гитарата со синтото, тука се разлева гитарското соло кое наговестува рифаџиски стрел и елегичен синт, се успорува композицијата за едно пентатонично мантрање пред да се истакне една игрива фразеологија со басот и бликне лајтмотивот повторно кој го продолжува нели Стефан со дополнително соло завршувајќи со клин пред да се развие симфонична мелодија и добие пред се епска димензија пред да се вратиме на лајтмотивот со нагласен тапан со електронски финиш. Restless Mind е четврта композиција која започнува со рифот и провејување на електронскиот звук, разигран почеток со прогресивни нерамномерни делници, кај што за прв пат го слушаме вокалот на делото, да не води низ помислите на немирниот мозок пред да експлодира со мелодичен рефрен во фазон на лабри, пред да добиеме еден одсечен брейкдаун на седумжичаните гитари и го пред се сведочиме на пеењето на разбрануваните гласови во внатрешноста на главата на ликот. Ocean Wave, петта композиција со гилморовски милозвучни гитарски делници со ефекти во позадина, која што започнува ова навраќање на спомени од океанските бранување на смирена и спорадична композиција. Мелодијата е пресудна во нанизот на звук, кој што е нели надополнета со прекрасно соло на саксофон, давајќи сосема друга димензија на делото, проследена со едно гитарско соло и еден одек. Heartsease е шеста композиција која започнува со милозвучен риф во дело посветено на едно жолто-виолетов цвет, која мора да го истакне и да ги истакне пред се и баладичните димензии на оваа композиција, па затоа гитарското соло се развлекува во делот наменет за строфите и рефренот, поигрувајќи си со арпеџија со високите ноти, милозвучен лајтмотив, една молска композиција, позитивна композиција со светли тонови, изгрејсан циња, односно кој има еден од најблагонаклонетите брейкдауни надополнети со едно рокерско соло. Кафујне е ако не го сгрешив изговорот, се извинувам ако го сгрешив, нежно придвижување на прстите низ косата на саканиот, означува овој термин, доаѓајќи од португалска провиниенција, па затоа акустичните гитари се доминантни во композицијата, но полнети со игрив перкашен. Предолга е за да биде интермецо, меѓутоа содржи и соло на тапани и пијано во џез манир, завршувајќи со самиот вовед. Шемо медјамо е грузијски збор, односно јади ако си сит, во превод, слободен превод се разбира, случај на презаситеност, ако повеќе би сакале. Делото отпочнува со еден гитарски лин, мелодичен вовед, кај што пее гитарата со нагласениот бас ги означува неправилните ритмики. Тоа се повторува
тука конкретно се повторува Ерос лајт мотивот во снижена скала и е повод за отпочнување на гитарското соло кое што се излева буквално од него, се надополнува. Слушаме и едно соло на бас во оваа композиција што соодветно кое срамежливо се шири и продолжува до оспорување на ритмот и навикнена на ехо на гитари од далечината со наснимен разговор кој што продира небаре некој далечен спомен, одмерено гитарско соло се разлева на крајот и ако сме презаситени од композицијата, го добиваме солото за да се подигне повторно ритмот и создаде простор за зачетокот на делото да се повтори со по некој племенски перкашен кој станува јасна одлика на творбата. Деветата композиција е The Path, Life's Light and Suffering, најдолгата творба. Рифовите на семејчаните гитари ја засекуваат композицијата од самиот почеток, надополнети со гитарско соло за кога да стивне ритмиката и слушнеме женски глас кој навраќа на спомени и восприемање на минатото. Доаѓаме во потрага по внатрешниот мир, развивајќи се во еден милозвучен рефрен како некаква водилка, која од еден Дизни вовед преминува во ревносен Лакуна Койл епилог, повикувајќи да не се биде уплашен и да се подигнеме на тегобите. Поигрувањето на гитара и сајзер е воочливо во оваа композиција, пред тивко да проникне женскиот глас со наснимен разговор во позадина пред да започне на позитивно одекнување и настане една замена, трансформација на гласот како одлика на покајување и ослободување за обединување во еден дует, пред да се подготвиме да го напуштиме светов и збогуваме пред се со постојањето во светлината, проследено со гитарски арпеджија, опростување и на самиот албум, завршувајќи со плиснување на брановите и женски хармонии кои се повторуваат со син во позадина како навирање, уште еднаш на спомени од нигде никаде. Waning Crescent е треба да е аутро, но кај Стефан вовет и епилог се засебни композиции која започнува на синтесајзер пред да се доближи до одмерен преспор ритам кој зема одишка помеѓу фразите, постепено отпловување кон видикот со циркуско барабанче, односно па сепак е изедена месечината, одјавувајќи се со перкашен во мракот на ноќта. Стефан се обидува да се докаже и како аранжер и композитор, повеќе отколку како гитарист, затоа што многу добро и многу лесно може да воочиме дека е одличен пред се инструменталист, но во албумот се обидува и тоа успешно да докаже дека умее да се носи со дивергентниот звук и да го вклопи во прогресивниот метал, со оглед на тоа што тоа го дозволува овој музички правец. Сакам да го слушнам како ми прераскажува приказни со гитарата и своето умење и владење. Истата го користи за да создаде едно врвно дело кај што ја истакнува звучната легура. Скоро 53 минути содржи овој албум, што е сосема задоволително време траење, кое што не е премногу, но заситува. Затоа што знаеме дека прогресистите знаат да направат и двојни албуми, како што пред се би се потенцирало со ова време траење во самиот контекст на творбата која што се создава, мислам дека е сосема умерено и наменски. Колку ќе останат композициите за паметење, тоа е веќе сосема друг муавет, затоа што постои опасноста од натрупување на најразличните звуци, дека ќе има згоснувачки ефект, но тоа значи дека меандрира композицијата, едно раслојување кое што Стефан го владее. Би сакал повпечатливи можеби рифови со оглед на тоа што имаат диверзитет на звук, постепено го губат и тие ефектот кои пред се би ги носеле делата и да продолжи сепак да експериментира, да восприема и туѓи искуства и сугестии, да се направи пак некаква синтеза, не само да со збогатување на звукот, туку и со баш тоа, колаборирање со други музичари со што би се збогатиле различните погледи во една нова креација. Сакам да слушам од него како гитарата ме торпедира во други светови, проследени со овие прекашување на меридијаните на едно музичко путешествие како што тоа ми го овозможи пред се со Ерос. Така што од него ќе ја слушаме композицијата New Moon и насловната композиција, а потоа ја слушаме и Модерна депресија на Lufthansa како вовед за сето тоа што ќе следува од овој бенд. Значи во продолжение слушаме Стефан Петановски со две композиции од албумот Ерос. Уживајте.
Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре, 475-то издание, во кое што ви говорам за 4 исклучителни нови домашни албумски остварувања, а во овој сегмент со композицијата Модерна депресија. Ја го најавуваме пред се албумот на Lufthansa именуван како Демо, издаден 2021 година, алтернативен рок-н-рол, пост-панк бенд, приспособен нели за потребите на денешницата, во кој што членуваат Мартин Џорлев, Иво Николовски, Лука Јовановски, Виктор Стојановски, Андреј Димовски, и миксот и мастерот, ако не се лажем, беа направени годинава од страна на Раде Биковски. Многу пријатно освежување на нашата музичка сцена. Обивката е создадена од еден од најактивните автори на кавери кај нас, односно мајстори за обликување на обивките на албумите Наско Џорлев, кој што создава едно фиќовче како опасно влегува во кривина, продирајќи низ вечниот мрак, кој што баш го асоцира доаѓањето, односно продирањето на овој бенд, прелетувањето на нашата музичка сцена. Албум кој што започнува со композицијата Модерна депресија, која што ја слушнавте, со интро од Таксистот на Мартин Скорсезе, со звуците на градот во позадина и во ноќта како што пресекува еден игрив риф, на кој се надополнува едно сурферско литче на гитара, компресирана песна во строфа и рефрен со соло на гитара. Слошено му е на говорителот од истиот звук, нема ништо ново и посебно во градот кој што би го инспирирало и би го задоволило се исто, затоа се јавува ова депресија на модерниот човек кој што е желен и волен за нови искуства, меѓутоа не ги добива од репетитивниот, односно од повторливиот град, редуцирано на ефективно пред се хитче на овој бенд. Мираше втората композиција која што започнува со помош на тапаните и се надоврзува звучаните инструменти со една прогонувачка мелодија која го засекува ритамот на оваа Joy Divisionovска песна, асоцира и на македонскиот рок-н-рол пред се од 90-тите со едно моќно гитарско соло, кој понира од сурферскиот рокабили период со помош на терци, завршувајќи со едно гитарско соло, фантазира во оваа композиција ликот за иднината која што го одминува, полека но сигурно длабоко во себе умира, песна за фата морганата, односно за илузијата на постоењето. Трета композиција е Замислен, која што започнува со тапан и продолжува со постојан бит, кој е надополнет со разложен акорд. Архангеловска милозвучност содржи оваа композиција, не попушта од почетокот до самиот крај, значи ја имаа таа живост која што е потребна да ја поседува и континуитет и конзистентност пред се на еден млад бенд, живее заглавен и замислен лик од оваа композиција, живее во идно време, а подоцна се реферира дека тој живее во минато време, односно потрага по животот кој што го нема никако да проживее замислениот лик во сегашноста, секојаш е напред или назад на времето, можеби затоа го одминува. Несвесен здив, четврта композиција започнува со тарабука и басче, со продлавочен шепот, значи со ударни инструменти и со бас ритм секцијата. Требаше да видиш нешто повеќе, уште една дефетистичка мисла која што провејува, односно за желбата и аспирацијата копнежот кој што не е достигнат, една од најтивките композиции до сега кој што слушнавме на албумот со дувачки инструмент, односно една блок флейта на Огнен Здравковски кој што се извива како змија во оваа композиција. Временска подморница е петтата на албумот со одмерен ритам која што започнува и суптилно се разложуваат акордите на гитара. Тука албумот стивнува. Забележуваме патување ни своите мисли во некое си чудно место на ликот со едно соло на гитара кое се провлекува како дамнешни спомени да навираат, се разложува композицијата во средиштето, меѓутоа експлодира солото на гитара на многу ефективен начин кој самиот крај. Шеста композиција е Шише. Ритам секцијата е размрдана и се враќаме на тој Joy Division аспект кој што го негува во ова, не само во ова, и во повеќето композиции, односно тој мрак и тој конзистентен ритам, тој непокорлив бит кој што се препознае ни самиот Јан Кертис и дружината.
со повремено засекување на гитарата и гитарско соло кое што следува по рефренот, а и вокалот доста потсетува пред се на Кертис. Идеи слабо и да се потенцира во оваа композиција, тешко е да пишуваш за некој друг, песна за секој тип на шише, односно како шише како алузија за тоа дека не има во секаква форма и во секаков облик и дека баш тој диверзитет кој што го имаме е тоа што не прави да бидеме побогати како човештво со различните искуства и погледи на светот. Игра е седма композиција, како што посочува насловот со истакнат бас, се иницира, гитарата си ја развлекува мистеријата, тука подсетуваат на некоја си далечна верзија на PMG, кај што вокалот нели го забрзува говорот до рамки на рецитал. Композиција за танцот како заборав на се, па затоа има толку разигран бит пред се, кој е надополнет со гитарско соло, кое се развлекува во една хипнотична мелодија на самиот крај. Осма композиција е Ангел, уште една архангеловска творба, со барем работена во тој манир, со спорадичен почеток, пред да експлодира композицијата кога ќе пораснат крилја и стане ликот ангел, кога ќе полета самиот до небесата, презема гитарата главна улога, додека на крајот повторно не се разложи. Постмортем лудило е девета композиција, која што започнува со извештајот грабежот на Луфтханза, на аеродромот Луфтханза, пред да започне игривиот пост Панкрив. По рефренот има еден стих и кулминација со гитарско соло, пеејќи нели за самиот, изговарајќи го пред се самиот наслов на композицијата Постмортем лудило. Живот во заблуда, лик најден во небрано, зачуден и полуден, односно конфузија која што владее во ова постмортем лудило, како што потенцира самата композиција празно полно, е десетата која се наоѓа на албумот. Се завршува со воведна акустична гитара, прикладно за збогување на една творба, со отпеани хармонии, едно лежерно завршување со слайдна гитара, едно навирање, уште еднаш на сеќавање, потенцирам. Нема втор рефрен или дополнителна строфа во начинот на кој што се изразува овој бенд, нали, не трошат време, секоја минута им е зацртана да биде отсвирена, да не го злоупотребува вниманието, така што го задржуваат максимално во контекст на тоа време трајањето колку трае, значи го кршат калапот на повторување по секоја цена, нели, на втора строфа, втор рефрен, трета строфа, рефрен, значи се крши тој концепт. На хартија нема да ви го потрошат времето со бесцелно повторување, нели, строфи и рефрен, ќе си го кажат тоа што има да го кажат на лаконски, 2 минути и кратко и јасно, но сепак со простор за подзамислување за меланхолијата која што ги плени и зошто всушност таа извира, таа досада од постоењето на модерниот човек, која што треба да се посвети внимание на тоа зошто извира во свет во кој што имаме милион опции и модови за да се задоволи, односно секоја собствена потреба и начини како тоа да се направи. Едноставно младиот човек е незадоволен пред се. Може би е тоа вечна некоја си дилема и дискусија, со филозофска тежина се разбира, за проникнување на таа вечна меланхолија која што го плени младиот човек, кој што сака повеќе да постигне од тоа што го има, а не знае што е тоа што го сака. Е недопирливо, нели, се разбира. Не е тоа кој знае колку длабок пресек, нели, на едно човечко однесување, меѓутоа е постоечки и задржан албумот кој што трае 24 минути. Тоа е пред се панкерска должина на еден албум, меѓутоа поради лимитирањето на изразот исклучиво на строфа, рефрен и гитарско соло се добиваат овие 2-минутни композиции кои се кратки и ефективни. Тоа што се кратки понекогаш значи дека ќе има недоречености, но затоа па се директни. Ми се допаѓа длбокиот вокал кој е соодветен за да нели ја симулира улогата на постпанк вокалите и dark wave вокалите како Кертис, така што или па вокалот на Баухаус, Питер Марфи, така што доста е игрив и забавен ритам имаат композициите и сакам да слушам каде ќе одлета Луфтханза. Дефинитивно во иднина Данс е Макабра ќе внимава на сите нивни остварувања кои што се надевам дека ќе следуваат по овој албум, а за теоријата да ја докажеме во пракса, продолжение ги слушаме Мираж, Замислен шише, Ангел и Постмортем лудило. Потоа слушаме една композиција на Кузман, односно слушаме Goodbye Sun како најава за неговиот албум Колектив Зеро. Уживајте.
Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 475-то издание, именувано како Раритет број 7, односно издание посветено на актуелни домашни албумски остварувања, а емисијата ќе ја завршиме со албумот на Кузман, именуван како Колектив Зеро, односно зад овој албум стои Кузман Марковски, првиот соло албум на овој музичар кој е издаден по двата албуми со германскиот бенд Протагонист, ако не се лажам се нарекува The Exit Museum, тој барем ја што го имам слушано, и Absolute Attitude е вториот албум, и проектот Олал со продуцентот Герет Джонс, класично трениран музичар кој се занимава и со создавање на звучен дизајн за документарни филмови. На 15 јануари го издаде своето првенче под називот Кузман, експериментирајќи со мрачна амбиентална музика, со синт, со индастријал влијание, па и со класични свити за пијано. На обивката има една крофна со розова глазура, што е еден интригантен потфат за приложување на таа нула, која што треба да ја асоцира. Дали има поврзано со сега веќе култниот Колектив Зеро, чии што членови роварат се уште низ МТВ, не знам, да речеме не. Меѓутоа, тука дека е во прашање некаква си дистопија во која нели светот е комплетно машинизиран и се губи индивидуата, односно единката, така што оваа мистерија можеби некојаш Кузман ќе ни ја расветли. Албумот го започнува Absurd Fate of the Last Architect, односно елегично и траурно пијано, кое што ќе го слушнеме на секаде низ овој албум, распространето, па соодветно е со него нели да се започне делото, за да може да се воспостави еден торжествен, еден таговен тон, кој што има и повремена асоциација нели на далечна надеж на пијано, тому се надоградува електронскиот семпл кој осцилира покрај него и образува очудувачка симбиоза, колизија на два светови пред се на моменти, класичното и модерното, кој што на хартија нели не би функционирало, меѓутоа повторно доминира елегичното пијано, зема превласт пред да се навратиме на провирањето на електронскиот бит, кој провејува во позадина пред да се изолира пијаното со помош на синтесајзер, образувајќи еден мрачен амбиент со отчукување на пулсот, кој има наградација на оркестрација која постепено се наголемува. Најдолгата композиција го почнува ова албумско остварување, потенцирајќи ја нели апсурдната судбина на овој последен архитект кој што треба да го гради светот, односно на иднината. Goodbye Sun е втората композиција, која што електронски бит се разлева со помош на од едно сайбер мочуриште, впрегнува на мрежа на синтесајзер, на футуристички турбини и сигнали кои што осцилираат во оваа композиција пред да се пробие од сечниот ритам и водечкиот лајт мотив на пијано, под него да се разбие по таа карпа од звук на овој марширачки одек, осамнува пијаното под роварењето на електронскиот бит, повторно се нагласува ритамот и завејува лајт мотивот на пијано, добивајќи уништувачка димензија на оваа меланхолија врз која надвиснува пијаното како последната трошка на човечност и емоција на овој детерирачки свет, еден одличен спој на овие две екстреми. The Perfect Peace Without a Priest, секако дека може да има мир без свештени лица, која што се потенцира во третата композиција, само таков нели постои, без да се дели народот со лажна надеж. Во оваа композиција има длабок одек на една нота која создава осцилациони кругови, еден ксилофоничен звук кој што провејува како лајт мотив, сличен на претходната, но со ефекти во позадина и со синтесајзер, со мрачење, код синтот доаѓа во преден план како еден плач, едно поведувајќи пред се мелодијата на собствената иницијација. Fear Nothing, четврта композиција, индастријал бит ги придвижува запчаниците со мрачно нижење на мелодијата, немилосрдна композиција, еден преку синтесајзерот се воведува една механизирана мелодија која што предводи композицијата, која делува како придвижување на джиновска машинерија со моќен бит, во на моменти спласнува мелодијата, но ја чувствуваме низ електронскиот пулс, битот повторно се враќа и го губи интензитетот на почетокот, така што е
според мене предала композиција и станува непотребно репетитивна со повремено засекување на битот и повторно отпочнување, преминувајќи во денс мод на самиот крај, една бестрашна пред се композиција. Quantum Celebrity, петта на овој албум, пијаното ја пресекува тишината со синтвейв во позадина зачинет со ефекти, меланхоличност која се надоградува со светки и навирање на зачудување пред да започне тој хаос бит на кој се одвојува елегичното пијано и дискутабилно е во колкава кохезија тие всушност се наоѓаат на роботика и човечки емоции во собствен сплет, машината како славна личност ја истакнува композиција, мелодијата допира и до Kraftwerk и трае до недоглед, погодна за некои underground house забави се разбира во дистопијата. Шеста композиција Electric Sheep. Филип Кадик мора да го посоветуваме за овие електрични овци кои запоседнуваат со ритам секцијата пресечена со сајзерна одмерен, нели? Бит се со провејување на електронскиот призвук, овците се јавуваат преку постојањето, односно навирањето на синтесајзерот со стишување и експлозија на електронскиот звук. Најкратка на овој албум, кое што е надополнето со Artificial Blight, односно во која одекнува пијаното, проследена со електронски бит на хаос кој се разлева во позадина. Втората половина на албумот е комплетно механизирана, односно преовладува електронскиот бит пред се, за разлика од првиот дел на албумот, кај што диктаторот на ова дело представува пијаното. За крај заспиваме со една артифицијална, односно со една вештачка белина која што ја истакнува Кузман на овој албум. Добиваме 49 минути кои се должат на пролонгираните пред се композиции во кои што има репетитивни битови, развлечена мелодија, така што од суров хаус до меланхолично пијано Кузман спојува класика и модерност во една, а сепак создава една своевидна дистопија на светот во кој што не сакаме да завршиме, меѓутоа ако ги занемаруваме квалитативите на и предсевредностите кои што и поседува човекот и се препуштиме на сите тие уреди кои што се во наша близина да ни го диктираат животот, нема да бидеме далеку од оваа дистопија во која што постои тој екзистентен страв во научната фантастика дека машините ќе преовладаат со светот на луѓето, иако се нивна креација. Не ја гледам потребата од 15 минутни композиција, ама ужасно многу ми се допаѓа концепцијата на судирот за модерното наспроти класичното пијано со електроника и прикажувајќи на научно-фантастична дистопија, така што доста инспиративни се овие светогледи, овие планини и мостови и градови пред се кои што од иднината кои ги подигнува Кузман со неговиот футуристички звук, така што и во оваа форма ќе го пратиме авторот во оваа емисија за сето тоа што ќе го создава, дали под Кузман, дали под The Protagonist, дали под која и да е некаков си дополнителен сајд проект кој што го иднина ќе го создаде, така што негово е да создава музика за иднината, а наше е ние да ја слушаме во сегашноста. За самиот крај ќе ја преслушаме композицијата Fear Nothing, со која што ќе го затворам 475-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие до наредното издание на Дансе Макабре слушајте домашна музика. Чао, чао.